Во текот на целото Евангелие, Исус во многу од неговите споредби се потпира на стариот еврејски образец за свадби што го истакнува неговото ветување во горнава соба. И многумина од нас тоа го пропуштаат, односно не го разбираат бидејќи не можат да го поврзат со еврејскиот обичај за свадба во галилејскиот крај. Првиот чекор, сега зборувам за еврејската свадба, првиот чекор кетуба, значи веридба, е всушност воспоставувањето на брачниот сојуз кога потенцијалниот младоженец ја превзема иницијативата и преговара за цената, мохаир, што мора да ја плати за да ја купи невестата. Со тие пари тој ја обезбедува нивната иднина како гаранција дека доколку останат без пари, со тие средства ќе бидат згрижени. Значи, откако младоженецот ја плаќа таа куповна цена, бил воспоставен брачен сојуз, а младиот маж и жената биле веќе сметани дека се еден за друг ветени, односно за маж и жена. Од тој момент невестата била прогласена за одделена, односно осветена, односно определена исклучиво за нејзиниот младоженец. Како символ на тој заветен однос кој што бил воспоставен, младоженецот и невестата требало да се напијат од истата чаша со вино над кое што била изречена свршувачката. Најпрво пие младоженецот, а потоа и се дава чашата на невестата. Но доколку таа не се напие, се смета дека не е прифатен предлогот за брак, што значи дека нејзиниот одговор е важен и дека ја е дадено правото на избор. По воспоставувањето на брачниот сојуз, младоженецот ја остава својата невеста во нејзиниот дом и си се враќал во куќата на неговиот татко, каде што останува одвоен од својата невеста приближно 12 месеци, односно година горе-долу, додека не изгради дом за него и за невестата во продолжение на постоечкиот дом на таткото, каде што престојува младоженецот. И штом таткото одобри дека е време да се земе невестата, тогаш го благословува својот син и тој оди да ја земе невестата. Таткото додека не одобри дека е правото време синот да ја донесе дома, не можел синот да отиде и да ја земе невестата. Тоа и давало време на невестата да си го собере чеизот, да ја спреми својата венчаница од најубави материјали и да се подготви за брачниот живот. Во овој период, додека се разделени, младоженецот значи гради и подготвува живеалиште за нив во Одаи, во куќата на неговиот татко, во кое што подоцна нели ќе ја донесе својата невеста и таму таа ќе биде сместена. Откога ќе биде завршена изградбата на новите Одаи или дом, тој чека од одобрување од својот татко, кога тој ќе му дозволи да оди по неја и да истиот ја земе. Без татковиот благослов, синот, односно младоженецот, не смее да направи ништо. На крај, кога таткото ќе одобри, младоженецот излегувал од дома и со брзање, заедно со другите машки придружници, ја напуштале татковата куќа и воделе поворка со факели до домот на невестата, додека се движеле исто така и свиреле со труби, односно шофар рогови. Сите кои биле спремни и подготвени за веселбата, им се приклучувале во поборката кога ќе ги слуштеле трубите. Трубите го најавувале фактички нејзиното заминување кон новиот дом. Иако невестата нели е во исчекување и чекала да дојде нејзиниот младоженец да си ја земе, таа сепак не го знае ниту денот, ниту часот. Не го знаела моментот, но само знаела приближно кога тоа ќе биде, знаела дека ќе биде ноќе, па затоа навечер со своите придружнички спиела облечена веќе спремна, за да кога ако се случи нели земањето, да дојде младоженецот понезе, таа веќе да биде спремна и да оди во новиот дом. Откако младоженецот ќе дошол кај својата невеста, таа заедно со нејзините придружнички излегувала од дома, но до новиот дом таа не одела пешки, како останатите, туку била качена на стол или носилка, крената во воздух до новиот дом. Така ја носеле. Зголемената свадбена поворка се враќала повторно во куќата на таткото на младоженецот, каде што се собрале свадбарите за веселбата.
Набргу по нивното пристигнување во новиот дом, невестата и младоженецот биле придружувани од другите членови на свадбената веселба до невестинската одаја или хупа. Пред да влезе во одајата, невестата била со превес за никој да не може да ја го види лицето. Додека гостите и деверушите чекале надвор, невестата и младоженецот влегуваат сами во свадбената соба. Таму во приватноста на тоа место тие за прв пат стапуваат во физичка заедница со што го окончуваат бракот, кој што е склучен приближно 1 година претходно. Потоа младоженецот излегува од невестинската одаја и им го соопштува склучувањето на бракот на членовите на свадбената веселба кои што чекаат надвор. Потоа пак се враќа кај неа во одајата, а членовите на свадбената поворка се враќаат кај другите гости на свадбата и го објавуваат склучувањето на бракот. По добивањето на радосната вест, свадбарите остануваат во куќата на таткото на младоженецот во следните 7 дена, славејќи со голема свадбена гозба и музика. Во текот на 7 дена од свадбената гозба, невестата и младоженецот остануваат скриени во невестинската соба 7 дена на хупа, значи во одајата. Потоа младоженецот излегувал од скривалиштето, односно од одајите, носејќи ја својата невеста со себе, но со симнат превес за да можат сите да ја видат. Црквата е сочинета, знаете, од новородени верници кои што имаат лична врска со Господ Исус Христос. Црквата е невестата, Исус е младоженецот. И кога сето ова Исус им го објаснува на своите ученици, не заборавајте дека ова е еврејски стар начин на свадба, како се одвива свадбата, но на галилејскиот начин, карактеристичен за галилејскиот предел. Не заборавајте дека учениците на Исус се всушност од тој регион, односно галилејци. И кога Исус им објаснува дека ќе оди кај таткото да приготви место и живеалиште и потоа дека ќе се врати назад и ќе ги земе, нив им е веќе јасно за што станува збор. Веќе им е јасно дека тој повторно ќе дојде за да ги земе и нив. И тоа се однесува на сите следбеници на Исус. Во Новиот Завет, Јовановите ученици прашуваат и нели кажуваат и овие фарисеите, Јовановите ученици постат, зошто твоите ученици не постат. И самиот Исус кажува за себе, кога младоженецот е со нив, тие нема да постат, но кога ќе биде одземен од нив, тие тогаш ќе постат. Што значи сам за себе зборува дека е младоженецот, а знаеме дека во посланијата до црквите пишано е дека црквата е всушност невестата и дека како што Исус ја љуби црквата, така и мажот треба да ја љуби својата жена.